Од инвазијата на Русија, украинскиот борбен пилот Ротислав Лазаренко имал повеќе од 330 летови. Првиот лет му беше на првиот ден од војната. Ніхто не знав яким розміром колона. Мені сказали приблизно 700 одиниць техніки. Не знаевме што да очекуваме. Одевме по колоната од 700 воени возила што доаѓа од Крим. Кога го направивме планот на хартија, тргнавме кон авионот, мојот партнер пилот Саша ми рече: "Се плашам." Му одговорив: "Јас се плашам, но мора да го сториме тоа. Кој, ако не ние?" До утрото на 24 февруари 2022 година, Лазаренко со својот партнер пилот го уништија најголемиот руски воен конвој од Крим. Но Саша загина. Неговиот авион беше соборен. Лазаренко прелета покрај пламе и преживеа. Од тогаш 28 годишникот речиси секој ден оди во битка против руските напаѓачи. Вели, неговите колеги пилоти се подготвени да научат да управуваат со борбениот авион F-16 и да му се придружат во борбата. Знаючи своїх, знаючи наших людей, знаючи українців. Познавајќи го мојот тим, познавајќи ги украинците, знам дека ќе одат на тренинг, додека ние се бориме овде, тие нема да мируваат. Ќе направат се за да научат како да управуваат со нови авиони што е можно поскоро и да се вратат. Војниот пилот Олексеј, кој од безбедносни причини не го кажа своето презиме, рамо до рамо се бори со Лазаренко. F-16 will be break. Борбените авиони F-16 ќе ги разбијат предностите на руските борбени авиони Су-35. Ние ќе имаме можност да го уништиме непријателот на окупираната територија на Украина. Може би ќе треба да ги надминат јазичните бариери, но Олексеј вели дека украинските пилоти веќе многу знаат за борбените авиони F-16. About some aircraft systems, about some За системите на авионите, летовите, тактиките, техниките. Тоа не е голема работа за нашите пилоти, бидејќи, како што велат нашите наставници, треба да го почувствувате авионот на украинскиот јазик. Исто ќе биде и со англискиот. Почнаа да тренираат со помош на симулатори за летање, изјави портпаролот на украинските воздухопловни сили Юрий Ихнат. Сенсорні екрани, все є в F-16. Екраните на допир ги има во борбените авиони F-16. Треба да разберете како функционира, исто како дете да игра компјутер. Исто така, детето ја учи чекор по чекор. Потребно е време за прилагодување. Тој вели дека тие се подготвени. Є десятки пілотів там визначені. Десетици пилоти се идентификувани и ќе одат веројатно во различни земји и авиацијски инженери кои ќе ги сервисираат опремите. Тоа се пилоти кои веќе знаат англиски, млади, мотивирани пилоти. Ихнат вели дека на украинските пилоти им требаат околу 4 месеци обука за да научат како функционираат борбените авиони F-16, што е за 2 месеца порано од претходното размислувано. Иако престои многу работа, тие имаат волја да ги исполнат огромните очекувања со кои се соочуваат во Украина и пошироко.